Добродојавте во моето ново видео. Денеска ќе правиме промена на гуртни на Seat Ibiza. Еве ги алатите кои што ни се потребни за да направиме таа промена. Прв чекор е возилото да го кренеме во вис и да го извадиме тркалото. Сега може колата да ја кренеме во вис. При кревање на возилото битно е да запазиме каде го креваме. Најчесто на Volkswagen-ите има стрелка која што ни покажува каде треба да поставиме дигалката. Колата ја креваме доволно само задното тркало да може лесно се движи, односно доволно за да можеме тркалото да го извадиме. По кревање на колата во вис, со помош на ударен пиштол, ги вадиме штрафовите од тркалото. Седно што треба да направиме е да го тргнеме овој црвен прстен настрана, бидејќи ќе ни смета во вадењето на добошот. За тоа можеме да искористиме прав штрафцигер. Но бидејќи е загубен, исто така можеме да употребиме и чекан. Црвеното прстенче испадна. Следно што можеме да направиме е да ги олабавиме гуртните, а од кој ќе го извадиме добошот ќе ви покажам што всушност се прави за да се олабават гуртните, за да можеме да го извадиме добошот. Со помош на долг штрафцигер буткаме на штиловачот за да го кренеме високо, односно гуртните да се соберат, за да можеме полесно да го извадиме добошот. Следно, торк 30, ова е штрафчето што го држи добошот, за да можеме полесно да го местиме тркалото. Ево тоа штрафче. Следно, користиме чеканот и добошот е изваден. Следно што ќе направиме е да го извадиме ова капаче на лагерот. Од кој ќе го извадиме капачето на лагерот, користиме 30 со 12 заби, за да го олабавиме моторот кој го држи лагерот и воебе ше помалку стегнат отколку тркалата. Штрафот и мударот изваден. И можеме да го повлечеме лагерот надвор и да го тргнеме настрана.
Ово е штелувачот што го буткав со прав штрафцигер за да можам да го извадам добашот. Следно ќе ни треба клешта. Притискаме и вртиме на овие капачиња. Тие изгледаат вака. И можеме да го извадиме и овој дел. И е битно да не ги загубиме овие делови, бидејќи нема да можеме да ги составиме гуртните назад како што беа претходно. Со притискање и вртање можеме лесно да ги извадиме. Следно со штрафцигерот повлекуваме на гуртните одоздоле, ќе користиме овој помош штрафцигер за да ги извадиме од нивното лежиште. Гуртните се извадени, останува само сајвата која ја фаќаме со цвик без да ја исечеме. И знае да биде тешка за вадење, и затоа доколку не можете, слободно вадиме ова федерче, потегнуваме и имаме повеќе простор за работа. Гуртните се извадени, а сега ќе ви покажам како да ги наместите старите федерчиња на новите гуртни. Многу е битно да направиме споредба на старите со новите гуртни, за дали се тие исти. Во овој случај се, бидејќи јас веќе ги променив на левата страна. Ово е вака. Можеме прво да го извадиме ова мало федерче, кој што го повлекува штелувачот. Со растегнување на гуртните можеме да го бутнеме самиот штелувач. Тој изгледа вака, на него има запчиња. Едно со штрафцигер буткаме овдека за да го извадиме едното од федерчињата и да ги ослободиме гуртните од страната кај што иде за сајвата за рачна. Едната страна е извадена. Федерчето го вадиме надвор, доколку не смета. За отстранување на другото федерче користиме обична клешта и го буткаме едниот дел. Потоа со помош на прав штрафцигер го внесуваме во отворот и другиот федер е изваден. И сега почнуваме со местење на новите гуртни. Ова федерче како оди. Ево другото федерче, поголемото. Тоа оди вака. Го закачуваме тука. Растегнуваме и тоа е наместено. За другата страна исто така лесно и едноставно. Закачуваме напред. Повлекуваме. Но треба да запазиме на овој дел да го наместиме на правилното место. Треба малце сила да се потегне и тоа е наместено. Следно штелувачот, позади него има топче, тоа гледа на надвор. Го растегнуваме да направиме доволно простор за да помине. Следно ова мало федерче го закачуваме тука и потоа тука.
Следно е на самата кола да закачиме сајлата за рачна и потоа можеме да го наместиме ова федерче и останатите делови. На истиот начин како што извадивме, така можеме и да наместиме. Потребна ни е циклешта. Ја буткаме пружината назад. Ова тука има хлебче. Ја спротнуваме сајлата, пуштаме со цикот и сајлата е наместена. Откако сајлата за рачна ќе наместиме, можеме да го наместиме и ова федерче и да ги наместиме гуртните на нивните лежишта со помош на штрафцигар. По местење на осигурачите можеме да наместиме лагерот. Потоа и до моторот. Следно со сателит ќе го средиме ова запче тука. Прво го местиме долошот да видиме дали има некакво закачување. Доколку нема, можеме со помош на прав штрафцигар со мало вртење овдека штилвачот да го бутнеме надоле, а гуртните да се расшират. Гуртните се наштилувани кога долошот има малку отежнато движење. После промената на гуртните треба да направите мало возење за тие да се раскочат и со помош на 10 рачвест ја штилувате рачната доколку е премногу висока или не фаќа.